Добро вечер, Елена од мобилното студио вечерва повторно ваш домаќин од овде, од ова студио сум јас Бојана Димитриевска од Скопски аеродром. Автобусот, односно мобилното студио допатува тука во општина Карпош, каде што вечерва коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ќе им се обрати на жителите од овој крај. Се очекува да се обратат носителот на листа во првата изборна единица Никола Поповски, како и кандидатите за пратеници и секако дел од лидерите на коалиционите партии. Инаку вечерва во отвореното студио, односно тука во мобилното студио на телевизија Нова, кој како што кажавме се наоѓа во општина Карпош, мој соговорник е универзитетскиот професор Иванка Дудовска. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Добро вечер и до вашите гледачи. Вечерва имаме повторно можност да проследиме еден од митинзите на владеачката ВМРО ДПМН и верувам дека овој терк на кампања со која што тие започна уште од понеделникот дека ќе продолжат и понатаму. Навистина е зачудувачки, восхитувачки, феноменолошки да се погледне по 10 години владење и по 2 години речиси една навистина непримерна политичка кампања за рушење на владата на Никола Груевски, за соборување на власта на ВМРО ДПМН и низната коалиција. Се уште граѓаните реагираат и масовно се приклучуваат и на отворените митинзи, како и она што можеме да го приметиме низ интернет просторот, дека се води навистина една интернет војна помеѓу приврзаниците, лојалните следбеници на политиките на господинот Груевски и се разбира нели оние поддржувачи на опозицијата предводена од господинот Зоран Заев. 4 дена митингуваме и власта и опозицијата постојано и ние со мобилното студио од град во село ги слушаме нивните пораки, разговараме и со жителите од онаму каде што мобилното студио на телевизија Нова ќе пристигне. Секако се стационираме на оние места каде што најголемите партии ги одржуваат централните митинзи. Еве ги слушнавме пораките и од лидерот на опозицијата и од лидерот на владеачката ВМРО ДПМН. До кои целни групи допираат овие пораки кои се испраќаат? Па ева, бидејќи за кратко ќе започне нели митингот кој што го организира владеачката ВМРО ДПМН и низната коалиција, би почнала од нив. ВМРО ДПМН и низната коалиција изминативе години, цела декада речиси, од кога е ВМРО ДПМН повторно на власт во Република Македонија, има една компактна целна група. Тоа е членството на ВМРО ДПМН и нивните симпатизери, следбеници и поддржувачи. Се разбира во текот на овие 10 години оваа бројка драстично се зголеми. Голем број на луѓе и од оние кои што беа неопределени во минатото се приклонија кон политиките, значи посебно од центар десно, центар, па дури и благо центар лево. Гледаме дека до 2016 година имаме голем број на разнородни, значи како да кажам, луѓе кои што граѓани кои што се нели од различен аспект со различни видувања се приклонија кон позитивните политики кои што ги понуди, кои што ги реализираше во овие години владеачката коалиција. Се разбира дека голем дел и од пораките кои што беа упатени барем од овие 4 дена и претходно на промотивната кампања на програмата на коалицијата, видовме дека тие нудат навистина опсежна програма во која што се опфаќаат интересите на речиси сите граѓани во Македонија без разлика на политичката определеност, етничка, верска или јазична бариера. Оттаму сметам дека ВМРО ДПМН ги надмина оние стари духови од минатото и излезе од концептот на строго национална партија, иако е нели како десна партија ориентирана кон зачувување на вредностите, особено на македонскиот национална компонента, секако таа интегративна и во себе ги акцептира, ги привлекува и оние други помали етнички заедници, сите оние кои мислат добро на Македонија, сите кои
кои што ја сакаат унитарноста на државата, зачувувањето на вредностите кои што се темелно поставени во уставот и по имплементирањето на промените со Охридскиот рамковен договор од 2001 година, што дава една перспектива дека тие се повторно најсериозниот претендент за освојување на власта на 11 декември. Од спротива стои опозицијата, мощна и истоштена, вака малку метафорично кажано, гладна и жедна за власт, полна со фрустрации во нејзините редови. Не можам да проценам до колкава мера постои габарит. Секако има квалитетни поединци кои што имаат и идеи и вредности и ги носат левите вредности во Македонија или се центар лево ориентирани, но повеќето од оние понуди кои што ги добивме и за пратенички листи, а и од она финално што го видовме од нивната понудена програма, представуваат на некој начин една многу лоша или бледа копија на некоја претходна варијанта на владеачката партија и истото, веројатно, истата коалиција најмногу ќе се повикува или очекува, ги пресметува гласовите на незното компактно гласачко тело, а секако од ова што видовме и во последниве неколку дена, многу непромислено, многу нетактички, тие се обратија, нели нивниот лидер господинот Зоран Заев се обрати и до албанското етничко малцинство кое што живее во Република Македонија, што предизвика повторно подолби внатре во нивниот, да речам, блок, но и навлекоа и една навистина сериозна енергија во негативна смисла и од страна на албанските политички партии, за кои што можевме да приметиме и од нивните јавни настапи, и од изјавите кои што ги даваат релевантни фактори од различни албански партии овие неколку денови, дека постои една сериозна загриженост и дури и опомена до опозицијата да внимава да не ги допира корпусот на прашања за кои што платформата нивна не е поставена, така или нивните програмски определби се нели во една друга насока, особено што во плурална Македонија историски е докажано дека во сите овие 25 години, навистина, иако со голем број на амплитуди, со голем број на тензии, недоверба, помеѓу посебно најголемиот нели мнозински македонски народ и да речеме најголемата етничка албанска заедница, тоа се сите граѓани на Македонија, лојални граѓани, луѓе кои што екзистираат овде и кои што и мислат добро на државата, но сите во корпусот на нивните интереси и во конструктот во кој што беа поставени уште на почетокот во 90-тите години, таа етничка компонента си стана, да речам, на некој начин се стави монопол на некои прашања за кои што ценам дека и во албанскиот блок не дозволуваат да им се одзема од рацете, бидејќи која е суштината за нивното постоење, доколку Зоран Заев им ги реши нивните големи нели такви платформи или некакви си соништа или некакви други нели по либерални сваќања за некакво си израмнување помеѓу етницитетите во Македонија, иако тука морам да кажам дека опозицијата направи повторно една голема грешка, бидејќи Република Македонија не е составена од два ентитета, од мнозинскиот македонски народ, кој што и после речиси двовековна борба успеа конечно, значи да добие својата независност и сувереност во 90-тите години од минатиот век и има право како и сите останати народи во светот да има право на своја држава и на сопствен национален идентитет, туку покрај албанското малцинство во Македонија, како што знаеме и во уставот наш, се вклучени голем број на други етнички малцинства, тоа се турците, бошњаците, ромите, власите, евреите, србите и се извинам на другите кои што нема да ги набрам во моментов, се разбира се во интерес на времето, сакам да кажам дека сите тие етнички групи исто како и албанското етничко малцинство имаат потреба да ги изразат своите културни вредности, да го зачуваат нели самобитот и својата национална различност, но во концептот на унитарната држава и во она што представува заложба и платформа за која што навистина не само изминативе 25 години се дадени направени големи напори, се направени големи отстапки во интерес на соживотот и мултиетничноста, туку и со декади наназад, значи векови наназад, македонскиот народ дал навистина големи жртви пред кои што и овие политички елити се особено, значи ова го зборувам и од аспект на мојата професија, се особено да кажам одговорни да го зачуваат заветот на она што е пролеано
за сметка на иднината на нашите деца. Професорке, ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел од ова мобилно студио. Се надевам ќе имаме прилика повторно да поразговараме. Ние со ова мобилно студио одиме на секаде низ Македонија, па ќе ни биде чест доколку повторно бидете наш гостин. Ви беше чест на мене, ви благодарам на поканата. Тука го завршуваме разговорот и се одјавуваме. Го најавувам митингот на Коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН кој стартува овде во општина Карпош во Скопје во 20 часот. Секако во 20 часот повторно се вклучуваме и од атмосферата надвор. Колешката Јана Јосифовска ви ја пренесува атмосферата, јас тука од мобилното студио со соговорник ќе се обидам да договорам некои од пратеничките листи од Коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Студио